Кралот од Алшар и изворот на животот е насловот на најновиот роман на кумановскиот автор Филип Петровски, кој синоќа беше промовиран во Занечискиот дом во Куманово. Станува збор за книга која ќе ве замисли длабоко за психологијата на животот, значењето на животот и сите идни моменти кои технологијата ќе ни ги донесе или однесе преку авантурата што предстои. Дејството е низ познати локации на Македонија, во единствениот рудник на свет Алшар, во замокот на Бислим во храмот на Кокино. Пред кумановци делото го промовираа Сонја Тодоровска, Анита Цветковска и Љубиша Петровски. Од обичен кабинет по музичка уметност, тој за краток временски период направи музичко катче во кое блесна талентот на нашите ученици. Место во кое што се создава убава безвременска музика. Со неговата креативност, училишните настани станаа спектакли за кои што се раскажуваше низ градот. Симфониум стана поим за музика, уметност и аплаузи. Само за 4 години тој направи повеќе од 40 настапи и концерти на кои што блескаше убава музика. Меѓу колегите внесе интересен начин на пиење кафе. Секогаш зачинет со мулабет за напишано дело, за напишан статус, за музика, за идни планови со својот оркестар, за освоени награди. Учениците ги учеше на работа, труд и дисциплина. Музиката да биде нивен начин на живење. И тој не само што е музичар, тој е и писател, кој многу лесно и умешно ги реди зборовите, речениците, книгите. И јас вака можам да зборувам уште многу. Но ќе оставам вие да го запознаете, професор, диригент, писател Филип Петровски, да ја прочитате неговата книга, да испиете едно кафе со него и да видите за каква прекрасна личност станува збор. Но вие за навек компонирате и дело со зборови. Мене многу ме интересира како книжевник, зошто покрај музиката и имате потреба да пишувате книги. Не знам дали ќе ме верувате, но можеби ова е второ прашање во мојот писателски живот во последни 10 години некој да ме запраша зошто пишувам. Малку ми е необично да ви кажам. Можеби обично прашање, но за мене е многу необично. Пишувањето за мене представува катарза. И уште од средно училиште листот ми е најдобар и најверен другар. Секогаш на листот можам да го кажам моите болки, моите радости, моите љубови, моите необични случувања низ секојдневијата. И листот никогаш не осудува, не критикува и секогаш има време да ме сослуша со сиот свој потенцијал. Млад човек која сака класичната музика, учител по хата и јинг јога. Тој е јогин со чиста мисла и слободен дух. Во него имаме тројство во комбинација: јога, музика и медитација. Неговата мисла е: јогата е димензија која сите треба да ја достигнеме, порано или подоцна. Тоа е начин на живот. Благодарение на јогата и строга дисциплина, човекот може во себе да создаде суптилни скали и да се спаси од калта, да пронајде спокој во хаосот. Со своји раце, главниот лик произведува здрава органска храна со вкусна сончева топлина. Во неговото друштво често е ангела, дипломирана пијанистка, девојка што се одвојува со своите екстремни сензори и партнер во изведување на медитација. Долги години овие млади луѓе работат на еден херметички проект што се вика Потрага по изворот на животот во нас. Но, наоѓајќи се во времето на пандемија, ковид, вакцинации, заговор против уништување на светот, овие млади луѓе, освен по потрагата на изворот во себе, доволно информирани, доволно мудри, ќе тргнат да го бараат изворот на животот за да го спасат човештвото. Станува збор за трет роман на Филип Петровски во соработка со издавачката куќа Матица, а под покровителство на општина Куманово.